Наместо да спречуваат, затворски полицајци му помагале на затвореник да си ја пронајде дрогата во дворот на Штипскиот затвор, откако две лица со возило му ја префрлиле преку затворскиот зид, откри денеска директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов. Според информациите, затвореникот бил Жан Железарски, познат по случајот детонатор, а за кого затворските полицајци и во службената белешка навеле дека не дрогата, туку му го барале скапиот часовник кој му го зела затворското милениче Цеца со која си играл. Дрогата вечерта не ја пронашле, утредента била пронајдена од страна на затворската управа. Имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Во нивната службена белешка е дека им било предочено дека затвореникот ЖЖ има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник, па овие, пошто е тенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Пандов вели дека ќе продолжи борбата со корупцијата во затворите низ земјава, каде алармира дека 50% од затворските полицајци се корумпирани. Тој посочи дека изминатиот период се одземени над 1000 телефони од затвореници, а на видеото од потрагата по дрогата, која се случувала во февруари вечерта, се гледа како и Железарски разговара на еден. Во некои одредени затвори, јас мислам дека над 50% се корумпирани. За да имате вие токав број на телефони. Тоа е мрежа која што е направена. Поголем дел од нив јас тврдам дека имаат некаков материјален или било каков друг интерес и затоа ја барале таа дрога и дека не се тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земале. За инволвираните се поднесени кривични пријави до обвинителството, за кои Пандов вели дека ќе побараат соодветни казни. По барање на директорот на затворот била формирана и дисциплинска комисија од 5 лица, од кои 3 биле затворски полицајци, со цел да се одреди дисциплинска мерка за нивните колеги, но сите 3 гласале против било каква санкција. Во меѓувреме, Пандов потврди дека се пронајдени возилото и двете лица кои вечерта дошле до затворската ограда за да ја префрлат дрогата внатре.